Hello people, драго дечки, да дојдовте во уште едно мое ново видео. Недела 18 часот се дружиме заедно со нашиот омилен серијал Carpool Karaoke. Денеска јас, тргнувајќи од мојот паркинг, одам за Прилеп, ќе снимаме со Ален Хасановиќ, веќе како што гледате по насловот. Доста интересен муабет со него, а одлучив да се потрудам и да отидам до Прилеп заради тоа што не сакам нели во време на корона да патуваат премногу гостиве, да се мачат, затоа Стефан со неговиот автомобил, односно Ферари и вашата поддршка може да стигне до Америка или Лондон, ала! Се шегувам, дечки, одиме за Прилеп, да се насмееме и ќе му направиме на фора која што ќе биде многу симпатична на почетокот. Ќе го смешам како да е Адам Лабунски, дечкото кој што направи скандал пред година дена на Звезда Гранда, дечкото со кадрава коса и долга, така да ќе видиме каква ќе биде реакцијата, ќе биде многу смешно, а потоа ќе ги спееме и неговите неколку песни. Се гледаме во Прилеп. Епа, дечки, јас стигнав во Прилеп, на бензинска сум тука некаде и треба да е Ален. Здраво, дечко, такси да не треба. Здраво, здраво, може. Ајде, добар ти ден. Добар ден. Како си? Супер, како си ти? Одлично, ја дојдовме Прилеп. Фала ти што... Како патуваше, добро? Па супер, да ти кажам, празен патов, лево, така? Лево, Кај да му отидам да не се изгубиме? Да се врзувам или? Па, можеш да се врзиш секако. Не им текну на другија гости, тебе ти Немам текна навика, супер. ајде да бидам културен. Фала ти што прифати да се дружиме денес, ова интервју не му доаѓа, не сме телевизија, ама YouTube сме. Нема врска. Си се шишал нешто, си скратил косава. Па сум скратил, не, баш ми порасна косата. Порасна? Требаше да ја кратам, ама. Да? Немам некоја коса, право ти кажам нешто, да изигравам нешто со неја, ама ајде, нема врска. Кажи ми, дали се среди по оној инцидент што се деши од Звезда Гранда што те дисквалификува, малце незгодна ситуација за тебе со Марија Шерифовиќ, што беше? Да не си грешка? Не бе, зашо Не грешка? беше јас кога беше Марија. Како не беше? Не Тоа беше? не беше со оглед, не. Не? Не. Може, не знам. Не, Да не си сгрешил. па може, пичка му. Марија не беше Не беше? кога бев јас, не. Марија после 2 години мислам дека дојде во другата сезона. Епа изгледа јас сум грешка, нешто не сум. Па не имаше многу, не можеш да не запомниш. Да, нема везе. Добро, барем сакава те прашаме, бе, долго време немаш извадени песна, што се дешава, зашо не работиш, што работава? Мислам, работам. Не знам колку пратиш. Нешто сум грешка, ја или Да, не што? си грешка. Да, не си грешка. Да? Изгледа си грешка. Еве ти Рука, сакам малце те зезам, кажам. Па гледа, ама види, гледам јас, те гледам јас. Знаеш ли за кој зборам? За Адам Лабунски, Па добро, коса, не. нели го дисквалификува од Звездите на град. Гледам јас и викам дечко или не се припремил за не знам. Види, јас нема шанси да не дам припремен. Ајде кажи, Лейла, нова песна, месец дена, сгази 500.000 Се чудам, знаеш како прегледи. скоро секои 2-3 месеци вадам по песна. Што му на човекот? Дали беше добра фора само Па кажи? добро. А? Малку да се зезаме, да почнеме со... Види, со во интерес. Србија некои работи новинарите намерно ги прават. Аха. Па тога нема кај нас. За да те провоцираат и знаеш како некои тоа го искористуваат на некој чуден и да не кажам, ајде покварен начин, меѓутоа видов дека се зафркаваш, така да. Да. Па не како дека нели нашиот Адам Лабунски беше таму и Да. сакав со него. Ја мислам одма да ја пуштиме Лейла, па Може, после ќе те може, прашам може. што се дешава, а многу убава песна. Ти само вози да не... Баш готово. Лейла, la Лейла, ни утра ни мрака, Лейла, la Лейла, ни везе, ни мрака, Лейла, la Лейла, ако ме тако гледаш дочекати неću. Лейла, la Лейла, само се нешто љутиш, Лейла, la Лейла, а могла би да шутиш, Лейла, la Лейла, Опа! паметнije je samo da me ljubiš. Сам пишеше текст, сам ја напред, секе ми каже. Ова ти е туркиш поп, иначе стил. Ако го знаеш, Тархан, турскиот пејач, тој е некој стил. Многу ми се свига што сам имаш направен и баш ке ти поставам. Добро, цел живот сум јас со тоа, знаеш. Да, сам работиш. Да. Каже Лейла едnog dana, neću više biti sama, hoću nekog da me ljubi, a ja gledam kao neki stranac, gledam levo, gledam desno, kao da sam s Marsa pao, pa i pitam moja Lejla, što me mučiš da ti nije žao. Lejla, Lejla, ni jutra ni braka, Lejla, А те чуам. Чај сега сум отпиен. Да се расониш. Чекати неću.
Само се нешто љутиш, лейла, лейла, а могла би да шутиш, лейла, лейла. Веруј, паметнije je само да ме љубиш. Знаеш што ми е највише криво ваква песна што не може да доживее настап во моментов заради дискотеки, ова е баш дискотека Жал песна. ми е. Баш дискотека песна и Така не е. знам, треба да се доживее. Ајде кажи ми, Баш така. ти пишеше текст, ти си автор на самата песна, колку време ја подготвуваше и дали е за еден пеач? Право да ти Ретко сте сам да пишува текст и Па аранжман добро, јас сам сум да си кантавтор, прави. уште од моите почетоци се појавив како кантавтор, значи сам си ги пишувам своите песни и музика и текст и аранжман. Да, да. Нешто сакам да те прашам. Значи дека 3 авторски дела носам со мене. Ти теке правиш авторски дела и тоа е многу добро за македонски изведувач, но кога ќе кажам македонски изведувач кај тебе некако тој момент се провлекува, барем јас така го доживувам, се уште немаш на македонски песна. Не, имам. Имаш? Првата песна ми беше уште на македонски. Знаеш Да. како сега дека матичната продукција не е нормално гранд продукција и заради тоа што имаме публика и во Србија и во Босна и ете, не дека не сакам таман работа, јас сум од тука од Македонија и ете не снимив, меѓутоа ќе ветувам дека ќе снимам и дека наскоро ќе излезе нешто Знаеш зошто ти македонско, го може би цел албум. Знаеш зошто ти го поставувам прашање на наша поп сцена, реално човекот што владе, Владко Лозановски, Да. се уште му нема некој што би можел да спарира со него, а бројките кои што ги постигнаш во Србија се исто многу големи, Да. а и вокалните способности што ги поседуваш, па искрено за мене сте пата ете вкус тука Добро, негде. фала. Зошто да се бегаете од тој момент на македонското заради тоа што нашата музика исто така убава и заслужува промовирање не се на бега, таман работа, Што не мислиш нема за што тоа? да бега, мене македонците ми ја дадоа најголемата поддршка во Така е. Звезда Грант и им благодарам на Така тоа. е. Да не беа моите македонци, јас немаше да бидам тука каде што сум, така Така да не бегам од ништо, меѓутоа како што кажам, матична продукција ни е Грант и знаете имаме менаџери таму на некој начин кои што не советуваат. Наскоро излегува македонска песна, јас им го должам тоа на мојата публика, така да ете, ќе биде наскоро. Нели прашање на место, реално јас Да, сакам да, така е, чујам. така е, така е. Кажа дека немаш македонска песна, Скоро и нема татко шит. ми Да. скоро и татко ми спомна тоа, ајде вика нешто за тука да снимиш, да секако викам ќе биде, еве спремам нешто наскоро ќе Да, веќе излезе нешто добро. Знаеш, само се мислам кој стил, не знам што да снимам. Мене ми е тоа малце Што ти е проблем. во глава? Проблем ми е во животот што можам на некој начин не да се фалам, него сум слушал секаква музика од кога почнав да се бавам со музика и на некој начин кога треба да се определам стилски не знам зашто да се определам. Може ми народно да пеем, може ми забавно и секогаш гледам нешто да биде измеѓу, да биде поп фолк, етно фолк, етно поп и така натаму. Ја верувам Така дека да- што да подготвиш ќе биде стварно Да, добро. ќе гледам да биде нешто да биде нешто добро, да биде питко на некој начин за публиката тоа Дефинитивно. која тоа го слуша. Сакам сега да те чујам, иако сме сега станати, знам дека си предобар пеач. Добро. Кога веќе не сум те чул македонска песна, барем зајди вако убаво Може, да може, ни може, да ни може. тргне денот со нас, драги гледачи. Може. Ајде. Ајо. Зајди, јасно сонце, зајди помрачи се и ти јасна ле месечино зајди удави се. Добро е. Леле. Следниот кој се најажив цел, браво, Фала, браво, фала. о, Баш браво. ми е- Леле, јас се баш ми е чекам да драго. те чујам на македонски. Знаеш ли колку ми фали да чујам толку голем период помина настап, свадба, свирка, Бога ми да ти иде. кажам и мене досадно ми више дома полудев. Кажи ми, јас сакам да те прашам. Колку имаш заработено најмногу како бакшиш на една свадба и колку периодов Ален Хасановиќ добри ти изгуби? се прашања. А? Добри Имам. се прашања. Дали сум се спремил малце? А Колку имам заработено? Па имам колку доста. најголемиот бакшиш што го имаш добиено?
Па не знам, околу 2500 евра. 2500 евро. Да. Па, значи мајка ми кога ми викаше пејач да бидам, а не водител. 2500 евро бакшиш. Тоа беше некогаш, помал бев. Браво. Се е поише. Зајди, ајде, јас ке работам. Добро периодов според тебе, бе, од кога немаш свирка, настап, концерт, колку периодов според тебе имаш изгубено? Многу ли? Па види, знаеш како, не само јас, замисли мои колеги кои се многу попопуларни од мене колку имаат изгубено, така да имаме сите изгубено. Дај Боже да се оправи оваа ситуација, да дојдат некои понормални времења, да почнеме нормално да живееме како што живеевме, пошто реално ние можеме да глумиме дека живееме нормално, ама не живееме. Воопшто. На некој пробуваме, ама не е тоа што беше, така да дај Боже да се вратиме на тоа што беше. Ќе биде се, сите губиме, нормално, не е се до парите, може да се. Да, тоа планирав, отидовме негде. Да, не, ваму ако идеме, ќе идеме за Битола. За Битола тренав? Да, тоа по стариот пат. Да, дефинитивно малку тежок период за вас. Изгубивме и ние, и ти си изгубил на некој начин, сите губиме, така да, ето, Јас се надам дека колку се точно во среди. цифра, не знам, не можам да ти кажам се. Па сигурно е многу. Знам дека многу 2500 настапи евра има. се лапа за бакшиш, кузне колку е повеќе Види, не е свирки. тоа секогаш, тоа може да се погоди, значи не е. Се шегувам, ти каде додеш ги полниш секакви дискотеките и ваквите. Сакам да чуеме Ко сам ја теби сад. Може, да, тоа е. Љубовник друг или брат. Мислам дека од тебе најголемиот хит. Па може да се каже, Некако? може да се каже, Нели? може да се каже. Дечки- Искрено оваа песна не сакаше Белма да ја сними. Стварно? Зошто? Да, па не знам, не се свиѓаше нешто. Јас си викам Белма, ајде да снимиме, верувај дека ми мириса нешто на хит во оваа песна. Има нешто што е добро, може нема да биде најголем хит, али има нешто што знам дека ќе помине. Представа, брав. И ме послуша, така да Баш ми е драго, да. Ајде, дечки. Сам женскиот дел ти ги опеш. Палш. Сум бил јас све и женско тука и Реци ко сам ја теби сад, Парарам. љубовник друг или брат, или све ово игра е твоја, хтео бих то да знам. Ватру палиш па гасиш je, наду даеш па покајеш се, или шта више јасно ми nije, хајде одлучи се. Пам. Од увек сам таква ја, Volim da koketiram, malo igram, vruće hladno, то ме забавља, можеш фалсет. može ili ostavi, pravo se nudim ti, ako sa mnom Сретна ниси, онда Останате на мајсторот. Како ме пати сега по Савајлечки, мислам не е Савајле, ама е. Зајди, чим све чувме ние. Многу се добри песни, брв, стварно. Дуго сам у себе криво, због тебе ноќима пио, не могу више ни дан, истину морам да знам. Iskrena uvijek sam bila, Da беше Белма тука може. Може да викнеме за следно Карпул и не знам, може слободно Кога може. ќе дојде? Да. Sa mnom imaš sve, zašto ne možeš samo moja da ostaneš? Тој дел поише го знам. Da. Reci ko sam ja tebi sad, ljubavnik drug ili brat, ili sve ovo igra je tvoja, hteo bih to da znam. Vatru pališ pa gasiš je, Ще дијаме виски сега nadu тука. daješ pa pokaješ se, ili šta više Јасно ми nije, hajde odluči se. Od uvijek sam Каква ја. A možeš i makedonska da pustiš sad? malo igram, vruće hladno, Имам прашања. Da, imaš prašanje. Чакам да ти поставам прашање. Samo da ne se kotira na početak. pravo sebe Нудим ти. ako sa mnom Slušamo do kraja. nisi, onda odlazim. И оваа песна е целосно направена од тебе? Ne, ova беше Saša Dinić. Саша Динич. Saša Dinić, da. Saša Dinić je inače poznat producent. 90% песните на MC Стојан Saša Dinić ги прави. Така? Да. Сакам да те прашам, добро, со кој би снимил дует, Со еве кој не мора конкретно? Па трап. види, не знам. Со кој би онака? Со секоја добра пејачка. Ние Милион, Антонија Гиговска е другарка ми е, многу добро пее. Да, Елена Антонија, Ристевска, Тамара, мислам, Со секој. па да, зошто да не? Зошто да не? Јас сум за такви работи секогаш тука. Сега кај нас, право да ти кажам, има многу глумење.
Има многу глумење, знаеш како. Ние сакаме секогаш да изигруваме лондонци, македонските радија повеќе пуштаат странска музика неголи македонска и после се чуда зошто талентите како јас одат во Србија и пеат и се борат нешто да направат во животот. 100 пати сум кажал, во Македонија бев 9 пати на 9 шоу во Македонија, на ниедно шоу не сум направил ништо. Ете, имаше на македонска едно шоу, освоив на второ место, после шоуто све пропадна во вода, немаше ништо од нас, ништо не направивме. Така да Не знам колку ми го пратиш YouTube каналот, али имам едно видео на кое што кажам зошто јас лично дадов отказ во телевизија и како што ти го доживеа тој момент, сега веќе си нели реализиран, јас сум тек почнувам. Види, баш поради тоа јас можам да кажам, знаеш како, сам. не сум јас себе и да бидам најголема звезда, нема да се гледам на некој начин како звезда, не сакам да глумам некоја лажна скромност. Јас сум тој кој сум. Јас сакам музиката, живеам за тоа, цел живот сум со тоа. Јас кога знам за себе почнав со музика. Така да не знаете како кога сакаш да бидеш скромен и кога си скромен, луѓето одма види го овој глуми нешто, сака да биде, да пробува скромен, да глуми некој таму. Али добро. Ете, одма ќе ти поставам прашање. Дали само пазарот беше клучна талка да се префрлиш во Србија? Не, види, јас недоволната сакав поддршка да од успеам, македонските сакав да успеам. Јас и кога кога почнав со музика, јас имав цел, му кажам на татко ми, сакам средно музичко да учам, кога завршив музичко, сакам музичка академија да студирам. Значи имав цел во животот. Јас еден денес викам, сон ми е еден ден да имам свој концерт, да полнам хали, што се вика на некој начин, или сали, ете на македонски јазик. Дај баш. Арени. Тоа ми е најголем сон. Може никогаш да не се оствари, ама ете, имам некоја цел во животот. Јас мислам дека дефинитивно студентче кој што треба направише македонска песна, па и да дојде тој момент. Ќе направиме, да, цел албум ќе направиме, не таман работа, не. Мислам дека тој момент за тебе би бил прескочна даска веќе заради тоа што српскиот пазар и веќе го имаш освоено. Дека ќе им дојде многу конкуренција на македонски. Па јас мислам дека конечно ќе имаме работа да правиме малку. Види, ваму сега се бориме со големи волци, да знаеш. Па да, тука волците како да ги снема. Не, таман работа. Тука мачки станаа повеќето. Добро. Ален, јас ќе ти посакам среќа во интерес на времето кое што си го предвидувам за Карпулов. Фала ти. Фала ти од срце што прифати да гостуваш и ти посакувам многу среќа и побрзо се среди ситуација и да ти доам на настап и да се начукам квалитетно песни за тоа му доаѓа. Фала ти тебе, проектов ти е одличен, само гурај, што би рекле. Секако. И да бидеш уште што поуспешен. Дефинитивно остануваме во соработка. Дечки, вие ако живеевте, ставете лайк, ставете subscribe. Обавезно. Пишете во коментар која е омилена песна ваша од Ален и кој сакате следен да го видите во Карпул. Се гледаме. Чао! All I wanna do is just flex. Big batty ting, have sex. No phone calls, just text.